Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. На почетокот на изградбата на зградата во населбата Лозов Расадник, министерот за транспорт и врски Горан Сугарески рече дека ако оди се по предвидениот рок, до година во април зградата ќе може да ги прими своите станари. Од она што денес не информираа е дека со добра динамика ќе биде изградена социјалната зграда. Станува збор за социјална зграда во Свети Николе од 48 станови, кои што треба некаде во рок од 18 месеци да биде завршена. Ме убедуваат дека ќе биде и порано и дај Боже да биде така. Се надевам дека веќе наредната година во април ќе имаме зграда тука која што ќе биде во функција за помагање на сите тие ранливи категории. Со донесувањето на новиот детален урбанистички план, како што рече градоначалникот на Свети Николе Сашо Велковски, се очекува да се забрза и динамиката на градење. Но изведувачот гарантира дека можеме и порано да завршиме со градба. Верувам дека наредната година сите оние што имат можност, односно ранливите категории од општина Свети Николе, да можат да конкурираат за добивање на овие социјални станови. Ова е нешто ново, ваква инвестиција не е имало во Свети Николе 30 на година. Се надевам дека со изградба на автопатот и со веќе донесување на генералниот урбанистички план, што е на одобрување во транспорт и врски, Свети Николе конечно ќе го добие оно што треба да го добие и некој инвестициски бум во изградба и на колективни згради и на семејни куќи. Становите во оваа зграда во Свети Николе ќе бидат доделувани на ист начин како и досегашните и е наменета за социјално ранливите категории, рече директорот на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор Кристијан Трајковски. Се работи за стамбен објект од 48 стана кој што ќе биде наменет за лицата од социјален ризик, така да во наредниот период акционерското друштво е посветено силно за спроведување на програмата на сите оние социјални станови кои што треба да се изградат. Вкупно остануваат уште 7 социјални згради кои што ќе треба да се објават и да се завршат постапките во делот на јавните набавки. Очекувам во наредниот период исто така зградата во Виница да се пушти, зградата во Бутел исто така и уште 7 набавки очекувам до крајот на 4-5 месец да бидат завршени. Тоа значи дека вкупно во период од година и пол ќе бидат започнати околу 13 стамбени единици со оваа намена. Становите се со површина од 34 до 46 метри квадратни, а како акционерско друштво, како што беше кажано, остануваат посветени во текот на годината да почнат да се градат и останатите социјални згради во градовите кои се предвидени според програмата. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.